понизни. Што значи да си понизен? Да не се трудиш ти нешто да постигнеш, туку да го примиш тоа што веќе Исус го има за тебе, веќе ти го даде. Славата му припаѓа на Христос. Ако ти пробуваш да создадеш за да примиш, ја бараш и таа слава. Бог е љубоморен и славата не ја дава. Меѓутоа ти ја дава по благодат, а не да ја заслужиш. Единствениот што заслужи е Исус. Затоа и воскресна за се што е негово да ни припадне на нас. Не спаси еднаш за секогаш до пеколот. Меѓутоа душата на земјата ни е подложна кон секојдневно спасение во обновата на умот. И тоа се процеси, и тоа се работи што ние секојдневно ги бараме, ги очекуваме да ги видиме во нас и во другите. Отипа да правиме баланс, да не заглавиме само за нас, туку да мислиме и на другите. Имаме, сум пишал 4 резултати кога Исус воскресна, победи 4 непријатели на нашето срце. И мислам дека ова е многу важно, а тоа се ќе прочитаме за тагата, за стравот, за сомнежот и за обесхрабрувањето. Мислам дека се тоа важни работи кои што сметаат на тој пат на примање на работите. За тоа ќе отвориме да видиме за тагата во Јован во 20 глава. Ова е многу интересно. Од 11 до 17 стих. Ели Исус е умрен, воскресна и ќе прочитаме 20 глава од 11 до 17. А Марија стоеше надвор кај гробот и плачеше. Сега зборуваме за тагата. Додека плачеше, таа се наведна и погледна во гробот и виде 2 ангела во бело, како седат таму каде што лежеше Исусовото тело, едниот кај главата, а другиот кај нозете. Тие и рекоа: жено, зошто плачеш? Им одговори: го однеле мојот Господ и не знам каде го положиле. Откако го рече тоа, се сврте и го виде Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус и рече: жено, зошто плачеш? Кого бараш? Мислејќи дека е градинарот, таа му рече: Господине, ако си го изнесол ти, кажи ми каде си го положил и јас ќе го земам. Исус и рече: Марија. Таа се заврти и на еврејски му рече Рабуни, што значи учител. Исус и рече, ќе ме расплачева: остави ме, зашто се уште не сум појден горе кај таткото, туку оди кај моите браќа и кажи им: се враќам кај мојот татко и нашиот и вашиот татко, кај мојот Бог и вашиот Бог. Исус не повикува по име. Кога не повикува по име, значи дека секоја тага од нас ја вади. Знаете, кога некој што поседува се ќе ве повика по име, се познавате, и вика: иди кажи им на моите браќа, за одам кај мојот Бог, кај вашиот Бог. Тагата на Марија ја претвори во радост. Да го примиме овој збор за секоја тага во нашиот живот, да веруваме, тоа е сигурно дека Исус ја претвара и секоја следна ќе ја претвори во радост. Амин. Да се подсетиме дека Исус не вика по име, дека иде кај нашиот Бог. Значи, едно сме со Христос. Сега да видиме за стравот. Исто во Јован во 20 глава, од 19 стих до 22, ова е многу важно. А вечерта на истиот прв ден од седмицата, додека вратата каде што беа собрани учениците беше затворена поради страв од евреите. Значи, 12, 11 со жените, што бе се тресеа, значи од страв. Се тресеа бидејќи ги бара кои се тие што се со Исус да ги фатат, и вратата беше затворена од страв. Исус дојде, значи се појави не од вратата, туку се појави во средината
Застана на средина и им рече мир вам. И што мислите, како се почувствуваа кога го видов? Да сум бил јас, сигурно ќе сум рикал од плачење, од радост, чудесно. Тој што мисля, го очекува, умре. И еве го сега се појави на средината во сред страв. Во сред страв, кога ќе бидеш, Исус е во тебе, живее преку Светиот Дух во тебе. Доаѓа во средината и ти вика мир вам. Го зема твојот страв, го дава неговиот мир. Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата. Учениците се зарадуваа кога го видоа Господ. Зашто им ги покажа рацете и ребрата? Зашто мирот лежи во раните на Христос, во неговото воскресение. Овдека сум пишал, мирот се наоѓа во завршената работа на Исус. Им кажуваше, јас ќе одам, ќе пострадам за така и така, да не одовлекуваме. И одеднаш очекува, умре и дојде. Еве, видете. Стравот се претвори во радост, бидејќи им покажа со дупките, тука и доле, дека ја заврши работата. Кога работата е завршена, можеме да бидеме во мир со Господ и со себе и со другите. Бидејќи Бог воскресна и ја победи страшната смрт. Чудесно. Сомнежот. Исто во Јован во 20 глава, 24 стих. Овдека има многу интересни работи. А Тома, наречен близнак, еден од 12 мината, не беше со нив кога дојде Исус. Затоа другите ученици му рекоа, го видовме Господ, а тој им рече, немаше мир. За тоа кажа, додека не ги видам раните од клинците на неговите раце. Значи, на нив тоа им беше битно, да ги видат тие рани. Оти тоа им представуваше мир. И не става мојата рака меѓу неговите ребра, нема да поверувам. А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана сред нив и им рече пак, мир вам. Потоа му рече на Тома, дај го твојот прст ваму и види ми рацете. И дај ја твојата рака и ставија во моите ребра. И не биди неверен, туку верен. Ние си помислуваме сега Исус ќе дојде, ќе го кажа, зашто ти ви зборев. Исус е добар. Не разбира, никогаш ќе нема да дојде да не понижи, да не згази. И кога сме најдоле и кога не веруваме, доаѓа и му кажува, дојди, дај го твојот прст, твојата рака, во раката става во ребрата. Страшни работи. И не биди неверен, туку верен. Тома изусти велеј ќе му мојот Господ и мојот Бог на еврејски е мој Елохим и мој Јахве, мој Создател и мој Бог на завет. Значи, големи работи му беа откриени на Тома. Му стана јасно све. Бог на завет. Зборувавме за тоа на претходната проповед. Интересно беше. Исус му рече, поверува бидејќи ме виде. Блажени се оние кои што не виделе, а поверувале. Благословени се тие. Да бидеме луѓе што веруваме, да не бидеме постојано во тага, во страв, во сомнеш. Едноставно да се подсетиме на раните на Христос и да го примиме тој мир одново и одново. Оти ние знаеме да заборавиме, тоа не е страшно. Но еве го Исус, ќе дојде лично, ќе дојде преку твој брат и сестра, ќе ти го покаже, ќе ти го каже мирот кој што ти припаѓа на тебе. Да живееме во тоа што природно сме ставени да живееме, во неговиот мир. Обесхрабрување. Учениците беа
обесхрабрени во Јован 21 глава. И ја знаеме приказната, да не ја читам целата, ја скратам. Од 3 стих. Симон Петар им рече: ќе одам да ловам риби. Тие му рекоа: ќе дојдеме и ние со тебе. И така излегоа и влегоа во коработ, но таа ноќ не ловија ништо. А кога се разденуваше, Исус застана на брегот, но учениците не знаеа дека е тој. Исус им рече: чеда, немате ништо уловено, ели? Му одговорија: немаме. А тој им рече во негов стил: фрлете ја мрежата оддесно на коработ и ќе фатите. И така ја фрлија и веќе не можеа да ја излечат од многуте риби. Добро, ќе скратам. Го познаа дека е Јован, му кажа дека е учителот. Исус им рече: донесете од рибите што ги ловивте сега. Тогаш Симон Петар стана и ја излече мрежата на брегот полна со големи риби, 153. Иако беа толку многу, мрежата не се скина. Исус им рече: дојдете и јадете. Овдека има големи значења, но ќе нема сега за тоа да зборуваме. Исус им рече: дојдете да јадете. А ниеден од учениците не се осмели да го праша: кој си ти, бидејќи знаеа дека е Господ. Исус дојде, зеде леп и им даде, и риби исто така. Тоа веќе беше трет пат како Исус им се јави на учениците откако воскресна од мртвите. Сите сомнежи, стравови, обесхрабрувања, таги, појавувајќи им се 3 пати, ги исчисти од нивните срца, каде што гледаме дека во дела Светиот Дух кога го примија и предходно, но кога дојде, кога дувна, кога почнаа да зборуваат на јазици, ја видовме храброста. Ја го видовме тоа што Христос го замени во срцата на тие луѓе. Одеднаш излегоа храбри и почна тоа што почне и што уште и трае и што ќе нема никогаш да заврши. Ќе сакам сега да видиме, значи денеска ќе читаме многу. Имам запишано 2 страни, ама имам сигурно некои 20 стихови. Во Матеј, во 13 глава, да видиме некои принципи на верата за семето, за сеење, сажнење, што сега е, од кога се подсетивме дека можеме да бидеме и сме навистина ослободени од тагата, од стравот, од сомнежот. Да видиме сега во Матеј 13, една убава приказна што сите ја знаете. Целта ми е 23 стих, но ќе ја прочитаме еднашка приказната. Да. Од 18 стих. Затоа чујте ја споредбата за сејачот, им прераскажува. Кога некој го слуша, им кажува уствари. Кога некој го слуша словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посеано во неговото срце. Тоа е она што е посеано крај патот, а посеаното на карпести места е оној што го слуша словото и веднаш го прима со радост, но нема корен во себе и привремене. А кога ќе настане неволја или прогонство заради словото, веднаш се откажува. А посеаното меѓу трње е оној кој го слуша словото, но грижите за светов и измамливото богатство го задушуваат словото и станува неплоден. Ние мислам дека овие работи би требало да ни бидат надминати до тука. И сега, додека посеаното на добра земја е оној, значи сме ние, кој го слушаме словото и го разбираме. Тој кој навистина раѓа плод и донесува 100, друг 60, а трет 30. Но приказнава тука не е целост. Помогни ми, запамти го слуша словото и го разбира. Да видиме сега во Марко во 4 глава. Што вика истава приказна, ја скратам, ќе прочитаме само еден стих. Марко 4 глава, 20 стих.
А посеаните на добра земја, значи истата приказна, крајот. А посеаните на добра земја се оние кои го слушаат словото, го примаат и донесуваат плод 30, 60 и 100 кратно. И уште не е крајот. Значи првото беше го слушаат и го разбираат. Ѓорги, тука си? Памти. Го слушаат и го примаат. Значи го слушаат, го разбираат, го слушаат, го примаат. И сега да видиме во Лука 8:15. А она на добрата почва, тоа се оние кои ќе го слушнат словото, го чуваат во добро и чисто срце и донесуваат плод со истреност. Ети трите работи што се битни. Трите процеси во кои што мора секојдневно да поминеме за таа обнова на душата, за се што бараме. Да го слушнеме и да го разбереме, да го слушнеме и да го примиме, и да го слушнеме и да го чуваме во добро и чисто срце. Сега ние горе-доле словото го разбираме, значи кај нас во црква се зборуваат значи многу работи, значи немаме голем проблем со разбирањето. Значи горе-доле ги разбираме стварите. Сега започнува проблемот кога треба да примиме. Често знаеме да кажеме да, за другите да, ама за мене не знам баш, може и да не важи тоа. Значи за другите ќе веруваме да примат и ќе примат и ќе видиме. Али за нас не можеме да примеме. Нема шанси, каде јас. Се ставаме во замка. Што значи да примиме? Оти сега зборуваме за духовно примање. Оти кога веќе го примаш, тоа е плодот, значи си го веќе го уживаш плодот, но првин се прима внатрешно, во духот. Видекнува главниот принцип на верата. Верувајте дека веќе примивте, па ќе ви биде. Амин. Оти ако го примиме, ако го примиме, ќе го примиме. Ама ќе треба првин да веруваме во нас, додека го немаме, дека веќе го примивме. Бидејќи првин го примаме во таа сфера, во духовната, внатре во нас. Знаете, кога знаете, ваше преку ратните на Христос, бевме исцелени. И сега тоа го примивме, иако може би уште има симптоми, ама знаеш внатре во тебе зборот пробива, си го примил тоа. И третото што е битно, да го чуваме во добро и чисто срце. Исус не ги изчисти срцата, да не се малтретираме со тоа дека сме со лоши срца, дека вака така сме испрчале, значи со чисти срца сме. Затоа дојде Христос. Сега кој е моментот да се чува тоа во доброто срце? Како го чуваме? Значи го примивме во духот и сега како да го чуваме? За да го видиме. Оти тоа е третата фаза, да го чуваш во тебе за да даде коренче, за да даде плод. Кога ќе дојдат постојани проблеми, ние се фокусираме дека работата сме ја примиле и чувањето во доброто срце е моментот се чувствуваме дека веќе е примено. Значи, чувството е многу близко до верата. Да чуваш во срцето е да го чувствуваш дека тоа веќе си го примил, да го очекуваш. Да го имаш тоа чувство е мое. И тогаш ќе дојде.
Бидејќи веќе си го примил, го чуваме во добро срце. Излагаме сега од тука и се сретнуваш со било кого, со твој близок и пример си болен и ќе кажеш ја примив исцеление. И тие ќе почнат. Што те лажат? Глупости. Меѓутоа, ако го задржиш доброто чувство во срцето дека веќе си го примил, се чувствуваш здрав. Амин. Ќе ти биде. Значи, ова е ветување од Христос, испитано од мене и знам дека е сигурно. Ќе ти биде. Мора ние да бидеме, Господ не е робот. Да седиш и сега да паднат од дека. Не знам, пари. Има такви случаеви, да. Меѓутоа, често Светиот Дух сака да не вклучи во тој процес. Да бидеме заедно, ние и Светиот Дух. Разбираме, примаме, живееме во тоа чувство и го гледаме резултатот. Значи, ова се многу битни процеси. Како што вика, донесуваме плод со истрајност. Да се охрабриме со еден стих во Новиот Завет, Захарија 9:12. 9:12, Стариот Завет. Многу јако. Вратете се во тврдината, заточеници полни со надеж. Уште денес јас навестувам, двојно ќе ти вратам. 9:12, Захарија. Бог кажува уште денес. А зашто кажува уште денес? Оти Бог е денес. Бог е Бог во сегашноста. Значи, Бог е сега. Името на Бог е јас сум. Уште денес прими и влези во тоа чувство, иако физички го немаш. Уште денес. Верувам дека разбираш. Прими и влези во тоа чувство дека веќе си примил. И ќе ти биде и Бог вика двојно. Ќе те благословам двојно. Еве, и ја викам и тројно. А па Павле вика и 10-кратно. Има и 100-кратно дури. Ама еве, да почнеме со двојно. Мислам дека ќе биде совршено. А нели? Океј. Да видиме уште еден процес. Со се минјава вечерва ни тргна. Во Марко, Евангелијата ги препорачувам, знам дека сте ги прочитале 20 пати, али барем уште едно 20 пати. Да се благословите. Марко, 4 глава, 26 и 29 стих. До 29 стих. Споредбата за растењето на семето. И велеше, така Божјото царство прилега на човек кој фрла семе во земја. Легнува ноќе и станува дење. Значи ти си примил во добро срце, го чуваш, значи се чувствуваш добро, заспиваш во таа атмосфера, во тоа чувство. Стануваш, благодариш, значи уште си во тоа чувство, во таа атмосфера на Светиот Дух. Си ја креирал ти, бидејќи веруваш на Господ во тебе, а не на другите што ќе ти кажат во светот. И сега, легнуваш ноќе и стануваш дење, а семето никнува и расте, и ти самиот не знаеш како. Значи, тоа е внатрешност, тоа е тајната на духот. Значи, не знаеме тоа како расте. Земјата сама од себе донесува плод. Најпрви стебленце. Почетоците немојте да ги презирате. Почиња, секој плод почиња со стебленце. Секој плод. Потоа клас. И најпосле клас полн со зрна. А кога плодот узрее,
Веднаш праќа срп зашто дошло времето за жетва. Значи еве го процесот како го чуваме тоа во доброто срце, легнуваме, стануваме, легнуваме, стануваме во истото чувство, благодарни во радост. Видете на Павле, значи беше во затвор, јас тоа го викам во полски затвор, каде што сите затвореници што ги вршеа своите нужди завршуваа во Павле. И Павле се радува, благодари и пее. Значи го чувал тоа во доброто срце. И читајте си приказната со земјотресот и со тие ствари. Интересно е многу. Марко, 4 глава, 35 до 41. Вечерта на истиот ден им рече на своите ученици да преминеме на другата страна и напуштајќи го народот го поведоа Исуса со себе, кој беше во коработ, а и други кораби беа со него. Потоа се дигна силна бура, а брановите се префрлуваа преку коработ, но тој веќе тонеше. А тој спиеше ке кормилото на перкица. Значи, целта ќе нема да ми биде да ги објаснувам стиховите, ќе оставиме тоа за друг пат. Тие го разбудија и му рекоа: Учителе, зар не си загрижен што гинеме? И стана, му се закани на ветрот и му рече на морето: Стивни, молкни. И ветрот стивна и настана длабока тишина. Тогаш им рече: Зошто се плашите толку, зарем немате вера? И ги опфати голем страв и говореа еден на друг: Кој е овој што и ветрот и морето му се покоруваат? Како реагираме во моменти во опасности, во моменти на проблеми? Многу е битно да се најдеме, да се видиме дали реагираме во страв или во вера. Оти и стравот е вера. Си поверувал дека ќе загинеш. Исус е гинен. Сега, добро, гинете, ама затоа имаме усти да зборуваме на ветерот, во случајов на проблемот, на бурата. Ние често се предаваме, мислејќи дека сме понизни, меѓутоа кога ќе се подсетиме на Андреј, ќе треба да ни текне уствари понизноста е да почнеш да зборуваш во вера. А не па добре, са тоа е. Дојде Бран, дај ќе пишеме едно писмо во шишето, ќе го фрлиме во водата, ќе стигне, барем ќе знаат дека ги сакаме и ќе не памтат. Не, им зборуваме на бурите. Кога си во проблем, реши што ќе прифатиш. Дали ќе се плашиш или ќе веруваш. И запамти, и да се плашиш е вера, бидејќи си прифатил да се плашиш. И тоа што си го прифатил, ќе ти се случи. И сега, колку е подобро да веруваме за подоброто. Еднаш јас кога бев на почетоците и се случи една бура, јас се враќав и тие што знаат каде живеам, значи имаме едно патче од 100 метра, доека да стигнам до дома и отстраните све со дрва и имаше некоја бура страшна, значи дрвана се спуштаа, знаеш, до пола и сега ми е страв да пројдам. И знам тие периоди се гледав често со Николче, го прашував ствари за Господ и знаете, таков полн со вера и се случи нешто чудесно. Си викаме, сега ќе изборувам на бурава, баш онака да видам што ќе се случи. Во тоа време бев во тој филм Демек вака застанав како Христос се замислив и вака крена врака гледам да не ме види, знаеш, некој ќе рече што му е. Ова беше, не знам, година-две бев во црквата и сега, нели, ќе вежбам.
и само кажа во името на Исус, молкни, стивни. И сега, кој ме знае, ќе ми верува. Бурата од секаде, значи, правеше хаос. Кога тргнав по патот до дома, немаше никаква бура, значи дрвата се смирија, си стигнав до патот, застанав до вратата, се свртев и почна пак. Значи, и тоа ми беше онака како меѓу првите сведоштва, дека и буквално на физичките бури ќе можеме да зборуваме и тие да стивнат. Иако знаеме дека зборува за духовните бури, за тие што се во нас, тие проблеми, страдања, секојдневни проблеми. Но, значи, ја така се вежбав, зборував, значи, на дрвата, на цвеќињата, ги благословував, ги полнев, се сушеа, цветаа, значи, интересно е. Повикани, христијанскиот живот е интересен, не е само ајде, ќе одиме во црква да се видиме со пријателите, па после ќе одиме на пивце, ќе пројде така све добро. Да, интересно е тоа и ќе го правиме. Но да се провериме, знаете, во таа вера. Да си докажеме, да си покажеме дека вистина е ова делува. Амин. Значи, како реагираме? И следното прашање ми е за што се подготвуваме. Во Марко исто, во 11 глава, 23-24 стих. Овој ми е еден од омилените стихови, сум го зборувал предходно, сега ќе нема да го објаснувам, само ќе го прочитаме. За да потврдиме за таа вера. 23-24, 11 глава. Ајде ќе почнеме од 20. Утрото кога поминува, ја видоа смоквата исушена од корен, витекнува на приказната. Петар се сети и му рече: Учителе, погледни, се исушила смоквата што ја проколна. Исус одговори, велејќи: имајте вера во Бог. Правиот превод е: имајте верата на Бог. А тоа значи зборувајте. Вистина ви велам, ако некој рече на оваа гора, на овој проблем, дигни се и фрли се во морето, и не се посомнева во своето срце, значи го носи чувството во срцето, туку верува дека ќе се збидне она што го рекол, така и ќе биде. Затоа ви велам, се што ќе барате во молитва, верувајте дека го примивте, значи веќе го примивте пред време и ќе ви биде. Зашто се подготвуваме? Е прашањето и како реагираме. Интересно е, јас пред неколку години го практикував тоа, ќе станам од спиење и знаете, понекогаш се случува ќе станете од спиење и малку сте преладиле и се чувствувате како настинати и готово заклучувате во срцата, јас ќе бидам болен. И ја будам жена Фиданче, жено, ја ќе се разболам денеска. И што правам јас уствари? Тоа го мислам, го носам во добро срце, работите делуваат и во моментот. Христос ги исцелуваше во моментот, од ти беше, го знаеше тој принцип, он го створи. И одам, кажувам, жено, јас до после ќе се располам, и она потврдува, се согласуваме двајца, добро, со парацетамол ќе пројде и за 2-3 сати сум болен. Или уште поинтересно, симптоми, идеме во црква, се сретнуваме со друштвото во црква, браќа, ја ќе се разболам. И тие, па добро, ќе ти помине. И ќе се разболеш. И ќе треба да ја пројдеш таа фаза на антибиотици, на глупости за да ти пројде. Значи, мора да внимаваме со што се
со што се согласуваме, како реагираме на симптомот и за што се подготвуваме. Јас од пред 2 години решив дека на секој симптом ќе му кажам не. И веќе 2 години, 3 се немам разборено воопшто. Значи ни настинка. Оти сум решил да не се фалам кај жена ми и кај пријателите во црква ќе се разболам. Не, кажувам, јас сум здрав. Бидејќи во Исус сум веќе здрав. Тајната на верата е постојано зборување. Значи Исус постојано зборуваше, ако и кажете, ако и кажете, ако кажете, ако речете, ако кажете, ако кажете. Да не ќутиме во понисности, ќе помине, 2 апчи. Не мора бе да пием апчиња, значи повикани сме на супер природен живот. Преку вера. Тајната на верата е постојано зборување. И сум пишал ова, ќе го прочитам. Зборовите што ги зборувам беа оформени слики во мене од работите што Бог ги зборува за мене. Уште еднаш ќе прочитам. Зборовите што ги зборувам беа оформени слики во мене од работите што Бог ги зборува за мене. Значи Бог не повикува да бидеме нашата замисла, предпоставка и имагинација да биде креативна. И од таму да ги зборуваме ветувањата на Христос. Како што кажува во Ефешаните, тоа што ќе побарате, тоа што ќе замислите. Значи, треба да имаме креативна имагинација и Бог ќе ви даде повеќе од тоа. Значи, колку совршено да замислите, Бог ќе ни даде подобро од тоа. Ајде да го потврдиме ово. 2 Коринтијани 4:4. Коринтијани 4:4, на кој Богот на овој свет им го заслепил разумот за да не ја видат светлината на Евангелието на славата на Христос кој е Божи лик. Лекот за овој проблем е Римјани 12:2. За да можеме да видиме таа, ние често се заглавуваме во тие слики за нас, па си правиме во главата сцени како лоши, како лошо ќе заврши. И тоа, нажалост, често се случува, уствари, без да бидеме свесни, ние тоа го веруваме за нас и затоа ни се случува. Но лекот за тоа е свесноста. Римјани 12:2. Немојте да се сообразувате со овој свет. Чи прочитавме дека Богот овој свет го заслепува разумот на верниците и на тие што живеат во светот. Немојте да се сообразувате со овој свет. Туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум. Значи тоа е лекот. А како се обновуваме? Работите што Исус ги мисли за нас, ги зимаме и ги зборуваме за нас. Се согласуваме со работите што Исус ги мисли, што Исус ги збори за нас, а не светот. 2 апчиња ќе ти пројде. Да, ќе пројде. Меѓутоа јас ќе тренирам, ќе вежбам преку вера. Да не мора да пијам, да се дрогирам за нештото да пројде. Обнова на умот е една од најважните секојдневни практични работи за вежбање на менталните филмови во менталните склопови што веќе сме исклопиле во нас и си правиме фантазија, имагинација на сцени како ни се случуваат страшните ствари.
да ги прекинеме, ги фаќаме тие мисли, ги прекинуваме, ги газиме во коренот, ги ставаме под послушноста на Христос. И решаваме ќе бидеме послушни на тоа што Христос го зборува со мене. И сега ќе нема да си го замислиме својот погреб, туку ќе си замислиме како сме шукундедовци на нашите деца. Стварно, значи ова ќе можете да го практикувате во се. За вашето здравје, за вашите пари. Често, заради тие грешки, си ги врзуваме парите, си го врзуваме здравјето. Тоа што ќе врзете, ќе биде врзано. И без да сакаме, без да знаеме, без да сме свесни, се ставаме во таа стапица, си ги врзуваме парите. Ајде да ги одврземе. И да имаме таа власт. Кога двајца ќе се согласат, има две значења. Да, двајца, но другото значење е кога твојот ум ќе се согласи со твоето срце. Ги врзуваме стварите. Како што читавме преска. Исто ги одврзуваме. Кога двајца ќе се согласат, кога твојот ум ќе се согласи со твоето срце. Кога мислата ќе проследи тоа чувство. Не примиле, значи тоа го мислиме во мисловниот процес, примивме и сега чувствуваме. Го чуваме тоа во добро срце. Се согласиле две работи што се многу важни, што духовните благослови ги носат да ги живееме во тело. А да се почувствуваме, значи да се почувствуваме во телото, да не бидеме духовни и да кажуваме јас сум духовен, а во душата и во телото да бидеме хаос. Значи Исус го фаќа и духот кој веќе е совршен, но и душата и телото. За тоа се битни тие чувства и размислување и имагинации. Каде што на некоја следна проповед ќе можеме и подлабоко да ги разработиме. Значи 2 Коринтијани 4:4 стапицата, лекот е обнова на умот, за потоа 2 Коринтијани 4:13 за потоа да го видиме ова. Од кога ќе го промениме умот, ќе се убедиме со зборовите Христови, а бидејќи го имаме истиот дух на верата, како што е напишано, јас поверував и затоа зборував. И ние веруваме и затоа зборуваме. Го разбирам, ова. Значи го имаме истиот дух на верата. Ни го даде Христос како дар кога воскресна. Ни даде дар на вера. Кога зборува по благодат сте спасени преку вера и тоа не е од вас, за благодата знаеме дека е дар. И тоа не е од вас, акцентот го става на верата, каде што на сите ни даде мерка на вера. И сега ние, имајќи го истиот дух на верата, јас поверував и затоа зборувам. Јас го сменив умот, го поверував тоа и тоа го зборувам. И твојата душа, твојот ум, твоите емоции во телото ги ставаш во добар правец. Ги примаш стварите. Амин. Тука сум пишал уште 25, ali што малку има време. Матеј 12 глава, да се охрабриме за работите што ги зборувавме. Матеј 12 глава. Тридесет 34-35. Ќе нема да објаснувам, само ќе прочитам, да не губиме време.
а вие ќе ги поврзете со досегашното кажано. Зашто од изобилството на срцето зборува устата. Добриот човек од добрата ризница изнесува добри нешта, а злиот човек од злата ризница изнесува зли нешта. И ви велам, окей, за друг пат. Да потврдиме во Изреки, 23 глава, во 7 стих, зашто тој е таков како што мисли во себе си. Човекот е тоа што мисли за себе, во подобар превод. Значи, ние сме тоа што мислиме за себе. И сега побаво да мислиме со мислите што Исус ги мисли за нас. И ќе бидеме тоа. Да не се согласуваме што ни кажува светот, или што ни кажува стравот, или што ни кажува симптомот. Човекот е тоа што мисли дека е. Значи све започнува кога Духот ќе ти прати мисла, која што ти ја прифаќаш, ја обновуваш, ја чуваш во добро срце, влегуваш во чувството на таа мисла, во таа атмосфера. И ќе ти биде. Изреки 13 глава, 13 глава, 2 стих. Слушаат внимателно. Од плодот на својата уста човекот ја ужива добрината. Пак, зборувај добри ствари за тебе и за другите. Да не бараме работи за нас, што во другите ги завидуваме. Биди благодарен и за другите, зборувај добро и за другите и зборувај добро за себе си. И ќе го јадеш добриот плод од тоа. Изреки 4:23. А над се чувај го своето срце, зашто животот извира од него. Биди во тоа чувство, сигурно, дека веќе си примен. Бидејќи од таму ти излегуваат сите околности. Целиот живот ти извира од срцето. Од тоа како се чувствуваш. Страв, си прифатил глупости и лади, или во вера се согласуваш со Исус. И Светиот Дух ги создава тие ствари. Во моментот ти да нема врата, ќе се створи врата. Два Коринтијани 5:17. Ова е много интересно. 2 Коринтијани 5:17 го знаеме, но целта ни е каде што најважното зборче кај нас во Библијава го нема. Чудесно. Го нема најважното. 2 Коринтијани 5:17. Овдека вика вака. И така, ако некој во Христос, тој е ново создание. Старото помина, еве се стана ново. Старото помина. Behold, погледнете, еве се стана ново. Значи, погледни во твојата имагинација, се стана ново. Замисли го тоа. Види го тоа. Значи, битно е што гледаме во тој процес на верата, што замислуваме. Погледнете дека се стана ново. Истото го вика Јован 4:35, каде што да, има друго значение, меѓутоа има и ова ја што ќе го кажам во однос на верата. Јован 4:35 вака вика. Зар вие не велите? Уште 4 месеци и жетвата ќе дојде.
Или гледаме во нормалното, тоа без еве да се вработам, да земам плата и ќе дојдат парите. Еве ви велам, значи Исус вели, подкренете ги очите и видете ги полињата како побелеле за жетва. Значи покрени ги очите од каде што си и види дека види го тоа што си го замислил и прими го. Не мора да поминат 4 месеци. Не мора да се подложиме на природното. Туку го гледаме тоа што ни е ветено, го гледаме во главата, си ја правиме таа слика. Живееме во тоа чувство и ќе ни биде. Значи, еве Христос тоа го кажува. Вие велите вака, а јас велам подкренете ги очите и видете дека веќе е биднато. Значи, ние имаме се, поседуваме се, но битно е да го видиме со духовните очи, за тоа да го префрлиме во умот, да го замислуваме и да почнеме да се чувствуваме во тоа. И ќе ни биде. Ова е процес кој изгледа едноставен, но кој ќе го практикувате, ќе видите како ќе ви бегаат и мислите и чувствата. Интересно е, но се вежба се. И за крај Еремија 1.12, Еремија 1.12, Јаков 1.21 и завршуваме. Еремија 1.12. И ова е многу јако. Тогаш Господ ми рече, добро гледаш. Значи се кренавме, погледнавме, добро гледаш. Зашто јас бдеам над моите зборови за да ги исполнам. Значи тоа што го гледаме, го зборуваме. И Господ вика, добро гледаш. Јас бдеам над твоите зборови и ќе ги исполнам. Ги исполнувам. Сега, да не се плашиме дека каде тоа слово, дали е во нас, дали не е. Да видиме што кажува Јаков за словото. Јаков 1.21 и завршуваме. Јаков 1.21. Затоа отфрлете од себе секаква нечистота и се што останало од злобата и примете го со кроткост во вас всаденото слово, кое може да ги спаси вашите души. Не зборува овдека со спасение од пеколо, значи веќе тоа Христос го направи. Всаденото слово, кое може да ги спаси вашите души, секојдневните работи, со кои што твојата душа се мачи во страв, во трема, во проблеми, во симптоми. И сега тоа Слово Светиот Дух, бидејќи живее во нас, е всадено. За тоа сме во предност и е лесно да се согласиме со Светиот Дух, со зборовите на Светиот Дух. Да одбереме со кого ќе се согласиме, со светот и со стравот, или со Светиот Дух кој живее во нас и веќе Словото го всади во нас. Во нас е. Блиску е. Тука е и тука е. И доаѓа од тука. И е способно да ги исцели, да ги смени секојдневно нашите души. Во името на Исус. Може да прекинеш. Ви благословувам.